Зборуваме речиси секој ден што е со вакцинацијата, која вакцина е безбедна, каква е состојбата, но сега со колегата Дејан Андоновиќ ќе направиме еден преглед кој до каде е кога е вакцинацијата во прашање. Дејан, добро утро повторно. Добро утро. Почнам еве со навест, веројатно слушаше и читаше денеска. Србија трета во Европа, трета во светот, а прва во Европа. Што се случува? Втора. Британија е прва според некои информации. Што се случува со Европа за една држава како Србија да предничи, да практично да биде лидер во вакцинирање? Ќе земеме во предвид дека Србија искористи својата позиција на правење на добри односи со сите центри, 3 центри на моќ, односно 4, а тоа е и со Москва, и со Кина, и со Соединетите Американски држави, и со Европски Брисел, односно со Европската Унија, па наспроти стегите на Европската Унија која е жртва на својот, би рекол, вакцинашки национализам, Србија некако го игнорираше ковакс системот, оној систем на распределба на вакцини и започна да прави билатерални договори со сите центри и сите фармацевски компании и како што самиот претседател Вучич најави односно информираше пред недела дена е дека доколку го чекале Ковакс платформата да им додели некакви вакцини, Белград направил билатерални договори и така полесно успел да се договори да ги плати однапред и да ги добие вакцините. Особено што Белград немаше стеги и нивната политика да и не се сраме и не се либеа да покрај западните и американските вакцини на фармацевските компании да нарачаат и инкриминираната за сега би рекол руска вакцина, но и кинеската вакцина, па оттаму србите сега имаат една би рекол право на избор каква вакцина сакаат да изберат и покрај тоа што јас лично морам да кажам дека како граѓанин е многу тешко ние кои сме обични луѓе да избереме која вакцина за нас е најдобра. Во секој случај еден хаос на вакцини во светот, една геостратешка битка која вакцина и колку вакцини ќе продаде. Оттаму и дојде до овој, би рекол, колапс на снабдување на вакцините во поголемиот дел во светот. Освен Србија, која на некој начин вешто ја искористи позицијата ни ваму ни таму, и Британија, која секогаш нели е прва во своето и Европа и не Европа, тие успеа некако да се снабдат со вакцини, останатиот дел од Европа, па вклучувајќи ни на нас конечно, останаа со недостаток на вакцини. Дејан, зошто потврли Ковакс системот? Ковакс, практично Европа е жртва на своите преддоговори за вакцината, кои нели беа најавувани летоска пред да почнат да влезат во употреба првите вакцини. Европа направи преддоговори со фармацевските компании, као што е Pfizer, као што е AstraZeneca, као што е Moderna, но тие 3 компании не успеа, освен она што се договорија, не успеа навремено да произведат доволни количини за државите во Европската Унија пред се, особено што и таа бавна регулатива, комплексна на тоа кој треба да ги добие прв вакцините во нивните држави, дали се тоа медицинските работници, дали се тоа лицата кои се во старските домови, додека таа, да кажам, гломазна администрација гледаше што и како фармацевските компании трчајки во профит и во геостратешка борба да го освојат пазарот, си покажаа самите на себе, односно потврлија дека не можат да ги произведат тој број на вакцини кои ја има побарувачката во Европа. Кога сме кај геостратешката борба, бидејќи знаеме дека Европа повеќе се врза со договорите со Pfizer и останатите компании, но може ли оваа состојба и неможноста на овие компании да ги испорачат потребните дози да ја сврти Европа кон руската и кинеската вакцина? Еве ти спомена дека се тоа геополитички прашања и дека Европа помалку ја заобиколува руската вакцина.
Па ја заобиколува руската вакцина, но не крие опција дека може би кинеската вакцина би можела да ги надополни нели оној недостиг на вакцини кои се случува во европските земји. Веќе имаше најави дека ми се чини дека од Германија дека доколку не ја доби испорачената количина на вакцини, не би ги исклучила можноста да се добијат вакцините од Кина. Оно што е интересно е и последиците од Брекзитот, имено шведско-британската компанија фармацевска AstraZeneca го намали бројот на извоз за европските држави на своите вакцини за да го реорганизира, да кажеме, производството. Истото тоа го направи и американската Модерна, а и Pfizer претходно, па дојде до мал судир или последица од она што тек допрова ќе го гледаме, а е нова состојба во Европа, а тоа е Брекзитот и односот на Британија и Европската унија. AstraZeneca го намали производството за европските држави, извозот, а Европската унија од утринава го прекина извозот на европските вакцини за Велика Британија, особено за Северна Ирска, што донесе дополнителна некоја искра меѓу Брисел и Лондон. И сега ако земеме во предвид дека и Модерна и Pfizer американските намалија извоз за Европа, Европа намалува извоз за Британија, Британија возвраќа со намален извоз на вакцини за Европската унија, ми се чини дека може би не руската, но кинеската вакцина на мала врата би можела, ова е моје лично мислење и предпоставка, би можела да улета во тој вакуум простор и конечно луѓето во Европа да ги добијат оние потребни вакцини и оние дози на вакцини, бидејќи очигледно овие западни компании и покрај преддоговорите и ветувањата засега не успеваат да произведат и испорачаат бараниот број на дози на вакцини кои ги бараат државите во светот. Но повторно ќе кажам, морам да кажам дека и покрај тоа и овој пример што го даде ти во Србија, мене ми останува она прашање лично како граѓанин и во држава во свет, ако ми дадат да бирам која вакцина јас да ја земам, вистински не би знаел да одлучам, бидејќи немам познавање и не знам која вакцина е подобра. Токму затоа контактираме доктори секој ден. Токму затоа ги контактираме. Политика дали се извинувам, не слушам. Викам, токму затоа ги контактираме докторите секој ден со практично слични прашања кога себе вакцините во фокусот. Ма јас го слушав пред оној докторот што гостуваше кај тебе и тој ја даде тој има медицинско знаење, па оттаму и може да донесе одлука, но што ќе правиме ние што немаме и не сме компетентни. Значи ми се чини дека освен геостратешката борба, освен бизнес борбата и освен тоа дали ако земете руска вакцина сте под руско влијание, дали ако земете западна вакцина по дефолт сте западно ориентирани, се друго засега ќе мораат и медицинарите во сите држави, при нашата држава, малку повеќе да се информираат која вакцина би ја предлагале и ја препорачале на своите пациенти. Така, со тоа што на граѓаните повеќе им е важно собственото здравје, отколку оние геополитички приписки, па се надеваме дека на крајот се ќе заврши во интерес на граѓаните и дека сите ќе ја добијат потребната вакцина, особено оние ризични групи на кои што најмногу ме потребне, па во тие ќе вбројам и медицинскиот персонал кој речиси во секоја држава е планиран прво да ја добие вакцината. Дејан Андоновиќ, благодарам и за ова второ вклучување и за овој преглед за тоа каква е состојбата на европско тло. Како што видовме, Израел и САД предничат по бројот на вакцинирани граѓани во своите држави, а Европа се соочува со нефункционален ковакс систем. Благодарам уште еднаш, Дејан.